Поранишниот министер за економија Кришник Бектеши не потпишал ниту една лиценца за дискотеката Пулс. Други вработени го користеле неговиот факсимил, а една лиценца е издадена и дури тој бил надвор од Македонија. Тврдеше неговата одбрана во воведните зборови на денешното ручиште за трагедијата Пулс. Ова се однесува на периодот од 2018 до 2022 година, за кога и го товари обвинителството. Не постои ниту еден потпис на лиценца од Кришник Бектеши. Посочени конкретни лица кои во одреден период имале овластување да го користат тој факсимил. Валјон Сарачини пак, кој раководеше со Министерството за економија пред нешто повеќе од 10 години, во 2012-та издал лиценца за работа, но не за Пулс, туку за сосема друг објект, на друга локација и друго правно лице. Затоа неговите адвокати велат, обвинението против него е неосновано. Издадена е лиценца за вршење на угостителска дејност кабаре за локација на улица Димитар Влахов без број Кочани, што е сосема различна локација од објектот каде се случува кривичниот правниот настан во 2025 година, а тоа е улица Крижевска во Кочани. Се работи за две сосема различни локации, односно два сосема различни објекти. И поранишните директори на ДЗС се оградија од одговорност, немале надлежност ниту моќ да распоредуваат инспектори, ниту да влијат врз нив. Шабан Салиу, иако долги години раководеше со ДЗС, не знал дека постои објектот, а дирекцијата за заштита и спасување вели не била детективска служба да бара нелегални и нерегистрирани објекти низ Македонија. Поранишниот директор на ДЗС Аднан Џафировски пак кажа дека совеста му била чиста. Работел во нефункционална институција која сакал да ја подобри. Ги разбирам и амбициите на некои јавни обвинители да напредуваат во своите кариери. Но никако, ама баш никако, нема да прифатам тоа да го прават на штета и сорушење на мојот интегритет и мојот авторитет. И другите двајца екс-директори на дирекцијата се оградија од одговорност и ингеренција за случајот. Службеникот во економија кој обвинет дека примил мито во воведните зборови денеска кажа дека тоа било по зајмица. Тамара Дичевска, Сител телевизија.